Здраво! Јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс. Феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво на сите и добро дојдовте на Медуза Токс. За тие што не гледате за прв пат, ние сме феминистичката платформа Медуза, а јас сум Калија Димитрова, главниот говорна уредничка на платформата. Денеска наш почесен гостин е писателот Петар Антоновски, кој што е автор на една збирка поезија и 5 романи. Неговиот последен роман "Не кажувам" излезе од печат лани во 2023, така што тоа ни е доста свежо. И ќе разговараме за неговите романи, пишувањето и се што ќе ни дојде за соодветно. Па Петар, та не одложувам, добре дојде во нашето студио. Добро ве најдов. Како се чувствуваш денес? Многу убав сончев ден. Супер. И по качувањето на И после 16 спрата. Добро, не беше толку страшно. Не беше мала драма. Малку припрема за емисија. Добро, ти благодарам многу што ја прифати мојата покана. И мислам дека имаме многу теми за разговарање. Јас како што кажав, некако најлогично ми беше да почнем од последниот роман. Али после може ќе отидеме и негде подалеку во минатото. Али Сабајле, како една добра ученичка, ги листав твоите книги малце. И сватив дека си еден од двата автори, веројатно, на кои што му имам следено цела кариера, кој буквално сите романици ги имам прочитано. И од тоа што го читнав Сабајле, го извоив цитатот, еден од двата цитата всушност, со кој што отвараш книгата "Не кажувам", која што вели: "Ништо не може да биде таму каде што недостасува зборот." Од збор на Штефан Георге. Чудно звучи тоа. Да, овој цитат го сретнав во една друга книга. Мислам дека некаде го сретнав во некој од есеите на Славица Србиновска. Во моментов кога го пишував мојот роман, 5 роман "Не кажувам". Инаку сега во ноември ќе биде точно, крај на ноември, точно една година откако романот е објавен. Во моментов се спрема второ издание, така да наскоро треба да излезе и второто издание, да го искористам ова. А тој цитат некако, ти благодарам, некако природно ми дојде, не само затоа што се вклопуваше за содржината, со содржината на романот, туку природно ми дојде и за она што цело време го зборувам за романот, а тоа е дека, романот се вика "Не кажувам", дека многу е важен разговорот, без разлика дали станува за однос родител-дете, без разлика дали станува за партнерски, пријателски однос, значи разговорот е клучен за се. Многу е важно некои работи се кажат на време, со премолчување само завлегуваме подлабоко во некои други сфери кои подоцна предизвикуваат некои други и проблеми и предизвикуваат и поинакви релации, затоа сметам дека треба зборот секогаш да си биде на место. Да, јас малце некако го прочитав тоа и на некој можеби порефлективно ниво, као за разговорот што си го имаме со себе и колку сме автентични и искрени во тој внатрешен диалог кој што вајда претходи на било кој диалог со другиот. Па секако е први на оној разговорот, нели, самите со себе, пред треба да си бидеме чисти пред себе си, за да можеме подоцна, нели, и пред другите, но пред се во овој контекст се однесува на зборот кон другиот упатен, барем во контекстот на романот "Не кажувам". Дали сакаш на гледачите да им откриеш нешто повеќе за овој роман, без спойлери, но ме интересира како дојде до ова приказна, зашто баш со ова се занимава 5-тиот роман. Мислам, реално темите кои што ги опфаќаат твоите романи си комуницираат едни со други, ќе зборуваме малку повеќе и за тоа, но ме интересира во каков ментален простор беше која развиваше оваа приказна. За да го напишам овој роман, пред се многу ми беше важно и мислам дека голема улога ми одигра она што се случуваше со издавачката куќа Полица во која што сум вработен. Она што се случуваше со книгите, бојкотот, појкување на бојкотот на книгите на и на книгите на Едуар Луи,
крајот на Еди и историја на насилството, но пред се кон издавачката куќа Полица. Иако тие книги беа објавени 2016 година, минатата година, мислам, или предминатата, како подршка на месецот на гордоста, што не беше прв тоа да го прави ниту книжарницата Полица, ниту издавачката куќа Полица, како подршка на месец гордоста, ние секоја година правиме нешто ново. Една година целиот излог беше, например, украсен со ленти кои символизира виножито. Една година имавме, целиот излог беше со квир литература исполнет. Таа година решивме на единствената ните две квир книги кои ги има Полица објавено да бидат целиот месец на 50% попуст. Тоа секако предизвика многу внимание, негативно внимание, иако ми е многу драго што многу луѓе препозна искреноста кај Полица, па не им се остварија очекувањата дека ете после нивниот повик за бойкот ќе биде затворена книжарницата. Само како контраефект имаше. Така, имаше контраефект, но она што најмногу ме предизвика беше моментот што на бојкот повика здружение кое наводно се декларира дека е здружение кое се бори за правата на деца. И кое, само мало објаснување на оние на кои не им е јасно зашто се работи во книгата Крајот на Еди, тоа е лично искуство на авторот Едуард Луи и неговото сознавање на неговата сексуалност во детството, некаде во некоја француска провинција, не се сеќавам точно како се викаше местото. И тогаш се запрашав што е со оние деца што раснат во квир семејства. Ако не сме спремни да прифатиме нешто што се случувало во Франција и нешто што е лично доживување, што е автобиографија на авторот, тогаш што е со оние? А да бидеме искрени дека се повеќе квир парови во Македонија се одлучуваат да се остварат и како родители, но за тоа никој не збори, за тоа се молчи. И тоа ми беше една од појдомните точки за да го напишам, не кажувам. Не кажувам, инако ја обработува темата за квир родителство, но не само за квир родителство, туку генерално за родителство, што е вистински родител, е вистинското прашање кое се провлекува низ целиот роман. И второто прашање, што ако не сакаме да имаме деца, ова општество исто така и ги казнува и оние што не сакаат да имаат деца, но лицемерието токму на тие така наречени организации кои се борат за правата на децата, во суштина се многу лицемерни. За нив деца се само оние деца кои доаѓаат од традиционални семејства. Сето она што доаѓа без разлика дали од деца кои живеат само со мајка, само со татко, деца кои доаѓаат од разведени семејства или деца кои доаѓаат од семејства со два со истополови родители, за нив не се деца. Да, мислам така да тоа ми беше една, тоа ми беше појдомната точка заради која најмногу решив да го пишувам, не кажувам. За разлика од Лето во кое те нема, кој нели беше као првиот македонски квир роман, иако ова прв е важно за маркетинг во суштина и не е толку многу битно кој е прв, кој е втор, важно е да се зборува за овие теми, важно е да се пишува на овие теми. Тој роман некако поприфатливо помина за разлика од не кажувам, затоа што сепак се Лето, да, затоа што сепак се работеше за љубов, љубовна тројка, па им беше на доста луѓе интересно сето тоа, но знаете кога ќе им чепнете во децата, тука се као многу чувствителни и многу ми е драго што ја отворив таа тема, особено после реакција од многу мои колеги писатели. Обично нели од писателите очекуваме дека тие се поотворени, напротив, мислам дека нема поголеми малограѓани од писателите, кои онака индиректно ми кажаа дека е премногу рано да се занимаваме со ваквите теми, а од друга страна кога ги прашате а кога е вистинското време да почне да се зборува за овие теми, не знаат да ви одговорат, затоа што за малограѓанинот секогаш тие теми ќе бидат прерано отварање на тие теми.
Па да, ако се чека вистинското време, мислам, као прво вистинското време никогаш нема да дојде, зашто вистинското време доаѓа кога почнуваме да отвараме теми што за одредено мнозинство се табу. Мислам, така функционираат нештата и затоа постои уметноста. Зар не? Така. Морам туку уште една работа да споменам, кога сме веќе кај македонските писатели, македонската книжевност. Сега, пред една недела, македонската книжевност беше представена на сајмот на книга во Франкфурт. Први морам да кажам дека ми е многу драго што конечно сватија дека на сајм на книга не се иде со тегли ајвар и со проспекти за Охрид, туку се иде со книги. И втора добра работа што ја направија е тоа што наместо да носат автори, затоа што тој сајм во Франкфурт не е за автори, тој е за издавачи, за агенти, за продажба на авторски права, преведоа 10 книги од македонски автори на англиски и ги представија таму. Сега, каде е проблемот тука? Проблемот е затоа што не се бираше она што го, односно 11, во првичниот список јас не бев, па после бев уфрлен. Што е проблемот тука? Проблемот е што се избраа автори кои и дела, сега ова не е против колегите, туку против оние кои го направиле изборот, дела кои не се интересни за европската, па и за светската книжевност. Да, тие може би се битни за некаков си локален контекст, но за пошироко не е, немаат некакво значење. И тоа се и докажа. Од организаторите дознав, а и една од организаторите имаше и напишано цел текст како се одвивал целиот процес, за кои дела најмногу имало интерес. Само ми се потврди она што го цело време зборев. Дека во светот, во моментот, во Европа, во светот има интерес за жени авторки, за квир литература и за современи дела ангажирани дела кои обработуваат теми од сегашноста. Сите оние историски наративи, тие може да бидат важни за нас во некаков си локален контекст, но Гоце Делчев воопшто не им значи ништо ниту во Европа, ниту во светот. Но да, мислам дека е логично дека има жет за автори и теми кои што порано едноставно не било стандардно да се читаат или ептен биле на маргините и нема баш како да стигнеш до нив. Али сам мислам дека има една тенденција, баш ме интересира што мислиш на таа тема, поврзана со квир книжевноста. Затоа што јас мислам дека не е доволно ликовите да ти се квир во едно дело за да нели тоа дело се нарече квир. Мислам дека треба или да го има тој момент дека поместува некои граници во локалниот контекст во кој што се наоѓаш или формата да биде поекспериментална, значи нормите да бидат малце да си поигрува авторот со тоа што е канон или конвенција како и да е. Но меѓутоа мислам дека се има една тенденција баш заради таа, како да кажем, побарувачка за квир книжевност или книжевност, како што кажавме напишано од жени или од моцинства и слично, да некако се сервираат теми кои што лесно би биле проглотани од мнозинството, кои што се, не знам, најчесто некои љубовни приказни помеѓу двајца тинејџери или слично. Мислам не дека не треба да се пишуваат тие приказни баш напротив, но дека така малце во бланда како да се представуваат за едноставно буквално во насока на комерцијализација на нешто што по дефиниција треба малку поише да ги размрдува темелите на она што ни е лагодно да го читаме и да оди малце под тие мирни води. Да. Први, не секој, еве сега зборам конкретно за проза, не секој роман и не секој расказ каде што главен лик е жена е феминистички и не секој роман или расказ каде што квир лик е главен лик е квир литература. Точно тоа дека за да биде тоа квир литература треба малце и не е доволно само да имаш лик кој представува некоја одредена заедница или идентитет, туку нешто многу подлабоко е. Сепак треба да има нешто што ќе потикне на некакво размислување, што ќе изврши некакво влијание, макар тоа да било да предизвика и некаква негативна реакција, како што беше еве со крајот на Еди, да се вратам повторно.
Јас сум против тоа да се следат по секоја цена трендовите, особено во книжевноста. Да, во моментов на цена се, еве вака по наводници се изразам, на цена се жени авторки и квир литература, да се подразбереме дека квир не мора да си исклучиво квир за да пишуваш квир и не мора да си исклучиво жена за да пишуваш од перспектива на жена, не мора да си маж да пишуваш исклучиво од перспектива на маж. Имаше сега кога бев во јуни, кога имав промоција на словенечкото издание на Лето во кое те нема, и една од книгите кои најмногу романи во тој миг предизвикуваше внимание, беше еден квир роман за две баби лесбејки, и сега се дискутираше на големо дали авторката, затоа што не била квир, имала право да пишува или не. Мислам дека секој има право да пишува на темиве на кој сака. Ако идеме така, ни Петре Мандреевски не би смел да пишува за Небеска Тимјановна од перспектива на жена. Но во моментов книжевната индустрија смета дека не доволно биле слушнати женските гласови, квир гласовите, и дека на тоа треба сега да се даде во фокус. Тоа не значи дека по секоја цена треба да се пишува таква литература, туку напротив, тоа што е добро и што е квалитетно треба да излезе на површина. Завршена мисла. Добро, мене ме интересира во контекст на ова што го разговараме, како бил, да речам, твојот развој како автор во однос на обработка на темите. Затоа што ти реално секогаш имаш, како да кажам, блиски ти биле темите за другоста, уште од почетокот. Мислам дека тоа ти е некако централното прашање. Нормално тоа и влегува во квир книжевност по дефолт, но потоа е тоа на некој по-експлицитен начин и поврзан со и со квир ликови, тематики и слично. Дали беше некоја као свесна одлука или едноставно дојде време да го напишеш тоа? Дај, мене ми искрено ми беше во тој момент наш локален интересно што така многу се форсираше као еве го првиот квир роман, и сакам многу категорично као веројатно ако истражуваме као малце подлабински се превувале квир тематики од кога постои македонската книжевност, како и секоја книжевност впрочем. Но е интересно што ти беше налепена таа некако тој товар, зашто е мал товар да кажеш као еве да јас го напишав првиот квир роман. Добро, тоа маркетиншки е топ, затоа што тоа продава. Да, затворивме веќе како прашање. Ама ме интересира кој беше твојот интимен процес да стигнеш до тој момент. И исто така и од таа перспектива маркетиншка, можеби некој друг не би бил окей со тоа така да се промовира романот. Мислам секако тој што ќе го прочита, ќе прочита дека се работи за таква приказна, но не мора тоа да биде првото нешто што е на флаер. Така. Жениве од секојаш ми биле поблиски од мажите, пораснав во исклучително женско обкружување, со мајка ми, со сестра ми, татко ми живееше на Крит, со две баби кои беа вдовици уште пред моето раѓање, така да во речникот од моето детство нема зборови од типот на, не знам, шрафцигер, марки на кола, акумулатори, сега не знам што. Во речникот од моето детство има премногу Жоржет, премногу свила, има витлери, има превртени филџани со кафе, се толкуваат соништа, гласно се оговара, тивко се зборува за љубовници, има тавче Калорекс број 40 со 40 парчиња баклава внатре. Така да тој женски свет многу ми беше познат и ми беше многу близок, и некако природно ми дојде да почнам да пишувам токму за жени. Моите први 3 романи се за жени. Некој ќе каже дека во очи со боја на чевели мојот прв роман има и машки лик, пошто е раскажан од две перспективи, и од машка и од женска. Да, го има тој машки лик, но тој машки лик не би имал никаква поента и смисла да не беше женскиот лик. И секако најмногу сакам да пишувам за жени и мислам дека следниот роман што ќе го напишам ќе биде нешто комбинација од жени и од
и од квир ликови. The gay and the girls. А, тие приказливи женски секојаш ми биле многу поинтересни и она особено што го пишува во Страф од варвари, например, мене не ми интересира онаа големата слика, мене не ми интересира онаа официјалната историја која е исклучиво машка, туку мене ми интересира онаа личната, онаа интимната која е претежно женска. И затоа жениве секојаш ми биле поголем предизвик и секојаш ми било поинтересно да пишувам за жениве отколку за маживе. Некако првично и Лето во кое те нема, првично беше роман, односно беше расказ од кој настана подоцна и романот, каде што главни ликови беше женскиот лик и раскажуваше за нејзин однос со мажот. Но подоцна некако ми се измени во текот на пишувањето, видов дека многу поинтересно ќе биде доколку се работи за љубовна тројка меѓу тројца мажи, отколку меѓу, не знам, две жени и маж и нешто што е веќе во книжевноста и видено и доживеано. Така да така настана тој мој прв квир роман, а дали е бил прв или не е прва македонската книжевност, тој го оставам на книжевната историографија. На крај крајава, како што реков, не е ни важно тоа. Важно е да се отвараат овие теми, да се пишуваат. Македонската книжевност е доста мала. Првиот македонски роман е, не знам, само 3 години постар од татко ми, например. 36 години од мен. Така да македонската, особено со години во македонската книжевност, во дечкиот жанр и во квалитет и во квантитет била поезијата. Прв пат со мојата генерација имам еден пресврт каде што повеќе се пишува проза, а помалку поезија и каде што имаме поквалитетна проза од поезија. Ти затоа што започна со поезија, морам сега да го поставам ова прашање. Како се случи таа миграција? Зашто целосно ја напушти поезијата? Природно беше некако да започнам со поезијата. Мислам дека не постои прозаист кој не започнал првин да пишува поезија, а подоцна проза. Не знам, треба да прашаме Румен. Па сигурно има и Румен напишувано. Да, и баш ќе прашаме. Мислам дека ми има да пишувала поезија. Мислам дека има нешто во средно, дека ми има и кажано нешто такво. Мислам дека сите почнале, барем неколку песни сите имаме напишано во животот. Особено во овој македонски контекст, каде што поезијата секогаш, како што реков, била во дечкиот жанр во смисла на квалитетот и некако во тоа време, барем и кога студирав и кога почував да пишувам, некако ми беше природно да почнам да пишувам поезија, затоа што сметав дека поезија не може секој да пишува, дека проза може секоја, поезија не може секој. Сега не мислам така, сега ми е скрос она сменето, особено со појавата на мојата генерација, каде што имаме многу подобра проза, не затоа што јас пишувам проза, туку тоа е факт, од поезија. Има едно интервју со Силвија Плато 62, каде што кажува дека сака да почне да пишува проза, каде би можела сите оние тривијалности од тип на четка за заби да ги внесе, што не може, например, во поезија. Сега мислам дека има премногу тривијалности и непотребни работи во поезијата, а премалку она суштинското што треба да представува поезијата. Еден од главните проблеми, особено со нашиве писатели, е тоа што не читаат, што не следат што се случува во светот. Не може да пишувате проза, а единствените странски автори што сте ги прочитале да ви бидат Миленко Јерговиќ и Георги Господинов. Не може да пишувате поезија, а единствените странски автори што сте ги прочитале, слушнале, виделе да ви бидат оние на Струшки вечери на поезија, а за волја на вистината таму се и се што се кани. Дури автори кои не ги ни знаат ни у собствените земји.
Мислиш дека се уште трае тој тренд на нечитање? Јас никако кога го имам впечаток. Мислам дека голем дел од македонските автори не читаат или нивните видици се исклучиво на Балканот, ексиу, или има такви исклучиво читаат она од Табановце до Богородица, исклучиво нивните колеги што објавуваат. Мислам дека писателите, голем дел од писателите најмалку читаат. Например, јас се многу изненадив од новите генерации, зборам овие родени после 2000-та. Ми дојде до рака една книга со собрани песни од поновата генерација. И јас се изненадив, например, од јазикот на кој они пишуваат. Ја мислам дека тој јазик го оставивме кај поетиве родени оние 6-та, 70-та, кај што се навраќаат на традициите и на... Мислам дека поезијата секогаш во себе ја носи таа опасност. Ја носи опасност, Кога ама почне да комуницира со минатото. Од 10, не знам, поети, 20 песни што исчитав, 30 пати се спомнува зборот црнила, например. Затоа е многу важно да читате, многу е важно да следите. Денеска е многу лесно, особено секој зборува барем англиски јазик, го зборува и лесно може да чита од поновите генерации. Во време кога имате интернет и кога ги имате сите информации достапни, многу полесно е да откриете и автори кои ви се блиски по сензибилитет и по се, отколку што тоа било, не знам, ја кога сум студирал, па кога дури ни на македонски сме немале многу од книгите, па сме морале да ги читаме и на српско-хрватски, она што ќе го најдете во библиотека. Но мислам дека тука секако има проблеми образовниот систем во кој што растеме, затоа што многу нели, како што сите знаеме, не се освежува листата на лектири. Лектирите се Имаме удав, верзија жив удав се лектирите. од тој процес. И апсолутно мислам science fiction е да збориме било за било какви, не знам, по експериментални книги или книги што вклучуваат и по некои маргинализирани идентитети, мислам тоа мисловна именка за Па многу интересното е што македонската книжевност, особено македонската проза, 90% е изградена на теми кои обработуваат тој така наречен национален идентитет. Кога ги читате секако 90% е пишувана и од мажи, и кога ги читате сите тие писатели, имате впечаток кога се надпреваруваат кој ќе го изгради поголемиот национален споменик во книжевноста. За сега уште Петре Сопиреј го држи тоа прво место. Но многу интересно, нација која постојано зборува за идентитет, под идентитет подразбира исклучево национален идентитет. Сите други идентитети не постојат. Дури ни у книжевноста се неприфатливи. Good point. Ама добро, со оглед на тоа што го каже ти самиот дека релативно е млада македонската книжевност. Да, ма ние сме, нашите генерации се тие што треба да ја менуваат. И затоа, дека полега се случува тоа. Не знам дали јас сум само оптимистична личност. Мислам дека полега се случува тоа, дека се гледаат некои промени во однос на... Па знаеш како, после појавата, мојата генерација, сега пак јас често го тупам со мојата генерација. Да, не мислам, не може никој да ни го оспори, многу ми се често лутат по старите колеги што често збора мојата генерација. Јас никош не зборам јас Петар Ановски, туку секојаш зборам во име на целата генерација, затоа што мислам дека направивме стварно сериозни исчекори во книжевноста. Ја внесовме таа потребна свежина во книжевноста, секако тоа полека го започна генерацијата пред нас, автори родени 70-та, Гоце Смилевски, Лидија Димковска, Калина Малеска и така натака, но мојата генерација ептен го направи тој голем и важен исчекор и очекувам од генерациите што ќе дојдат, секако ништо не започнало со нас, ништо нема да заврши со нас, но очекувам од генерациите што ќе дојдат дека нема да се враќаат 10 чекори напред, туку дека ќе идат 50, 10 чекори назад, туку дека ќе идат 50 понапред. Затоа е многу важно да се чита, да се следат светски трендови, да се чита не за да копираме, туку едноставно за да бидеме во чекор со времето. Ние, баш заради тоа што не сме имале книжевност, ние немаме романтизам, немаме символизам, сме го испуштиле сето тоа, но можеме сега да си го следиме чекорот со светот. Да, мислам дека... Да, мислам, апсолутно се сложувам за ова. Меѓутоа, мислам дека сега со тоа со што се соочуваме
Да, мислам, веројатно имаш впечаток дека многу е тешко денеска да се најде време за одредени активности кои што бараат осаменост, концентрација, фокус, тука ги ставам нормално читањето и пишувањето. Така што мислам дека ова ќе биде некако еден нов напластен предизвик не на нашиот простор, мислам ова сега е глобална ситуација, затоа што тоа што гледам дека се случува како тренд поврзан со книжевноста, сам вклучува многу други нешта, но еве ние зборувам за книжевноста, е дека као тренди е да се чита, нели? Да. Меѓутоа јас се прашувам колку луѓе отаде селфито со корицата или нели извадени цитати или мислам Инстаграм е преплавен со цитати од книги кои што се извадени надвор од контекст, не дека тоа е страшно сега леле. Ама сакам да кажам дека ти за да дојдеш до некое реално знаење што го носи книжевноста, да, како што нели заклучивме, мора да го прочиташ тоа, не можеш да го добиеш од цитат, не можеш да го добиеш од, како се вика, тоа ние го 3 страни што ти раскажуваат книга. Али мислам дека ова е многу сериозен предизвик на нашите генерации, што јас во моментов не сум сигурна како ќе го совладаме, затоа што јас приметувам како после 3 страни ми паѓа фокусот, као мислам на 15 години имав многу поише кондиција. И тоа е малку страшно. Не знам кои се твоите погледи кон овие нешта. Дали имаш некои пракси за зачувување на фокус? Ова нормално може да го збориме и за пишување и за читање, ама мислам дека е важно да си го споделуваме едни со други, зашто мислам дека е многу важно ако сакаме да останеме, мислам ако сакаме да си охраниме духот, дека мора да победиме овој порок. Така. Интересно е тоа со социјалните мрежи и да, се купуваат многу книги, не знам сега колку еве го зборам, и некој што работи во продажба на книги, се купуваат многу книги, мислам дека никош повеќе немал тој тренд да се купуваат книги, погледни само колку книжарници има, преку 10 книжарници има. Да не зборам дека книги се достапни и по бензински, и по како се вика на продавници за козметика и по супермаркети, секаде ви се достапни книгите, но мислам дека генерално повеќе се купува од колку што се чита. Генерален проблем е што немаме никакви филтри за ништо. Пред некое време зборев со Ана Печинова, кога излезе незиниот превод на Киплинг, и кога зборувавме, она беше изненадена како тоа воопшто медиумите тоа не го проследија. Медиумите немат никаков интерес. Медиумите оно што ќе ми го пратиш, тоа го буквално можам сега да пишам и да испратам, дури го реков на Ана, можеме кој експеримент да го направиме, да пишеме Петар Андоновски сериозен кандидат за Нобелова награда. Дури и да пишам Петар Андоновски добил Нобелова награда и да ставиме запирки на погрешни места, нема ни да ги изменат ни запирките, него ќе ја само ископираат и сите ќе споделат веста. До толку воопшто не се. Проблемот е на брзината со која живееме. Тоа се случува и со ова. Колку тие цитати се веродостојни, што ги гледаме и по Инстаграм, и по Фейсбук, колку тие цитати, нели едно време почна она Иво Андрич ово никад не е рекао. Такви некои цитати. Колку тие цитати се вистински? Може комуто што сакате да пишете и да се ставите дека тоа го рекол некој голем писател или некој голем мислител. Кој ќе го провери тоа? Кој ќе седне да ги чита тие книги, да проверува дали стварно тоа го кажал, не знам, Иво Андрич, дали го кажал Достоевски, дали го кажал некој друг писател? И па ајде кажи ми, Петар, кои се твоите тајни? Сепак имаш моите 5 тајни? романи напишано, очигледно имаш некои ритуали и методи. Една од мене она што ми е, многу често ми го поставуваат, особено по старите колеги, прашањето зошто уште работам во книжарница, и тоа ми е многу смешно прашање. Зашто уште работам во книжарница, демек јас сум сега сериозно книжевно име и вајда треба да бидам у некаква институција, не знам што очекуваат од мене. Или само да штанцаш на 3 месеци. Таа слобода ја, например, што ја имам во книжарницата, ја немам, не би ја имал на ниту една друга работа. Јас во книжарница ги напишав последните 2 романи, во книжарница исчитав 1 тон книги, така да, понекогаш треба да правиме компромиси со некои работи. Сакам уште.
И втората работа која е многу важна, особено за пишувањето, ова нека биде и совет тебе, до младите писатели, многу е важна дисциплината. Многу е важна дисциплината. Значи, не се пишува роман, не се пишува расказ, дури која е кратка форма и која е многу помалку време бара. Ако ти на Facebook или на Instagram споделиш, сега ќе седам и ќе пишувам роман или ќе пишувам расказ. Туку едноставно се гасиш од интернет и пишуваш. Да, се гасиш од интернет, клучно, гасиш. да не се лажи. Мене телефонот ми е постојано исклучен, интернетот. Мене никогаш не ми е вклучен, само кога имам потреба. Јас неколку пати во денот го вклучувам, да видам што има, дали ми пишал некој, што се случува. Едноставно не сакам да робувам на интернетот. Еве кога патувам Куманово Скопје, само ја држам како ненормален книга во рака во автобус. Сите држат телефони. Зошто тоа време го троши на телефон, кој може да седне да чита книга, например? Зошто? Еве, може и да е слика, па да искучи интернет. И да ја стави на стори дека чита во автобус. Многу е трагично што, еве пак ќе кажам, сега ова звучам како некој старец, во мое време беше многу подобро. Но јас кога студирав, а тоа не било многу одамно, јас сум се запишал 2005-2009 сум генерација, кога се запишав, тогаш уште постоеше Табернакул книжарницата. Ние паузите ги користевме за во книжарница. Ние на паузите идевме, не сме имале ние пари да купуваме секој ден книги, него ќе видиш некоја книга, па од страв да не ти ја купи некој, па ќе ја пикаш од позади во редот, да не ти ја пронајдат. И после кога имаш пари, идеш ја купуваш, или се договараме, ја ќе ја купам оваа книга, ти купи ја таа, ти купи ја онаа, па после ќе си ги менуваме, си ги читаме книгите. Ја денеска немам видено студент по компаративна книжевност да влезе во книжарница. Ја не знам тие деца кај читаат, од што читаат. Може би читаат во библиотека? Не знам, ние кисневме по книжарници. Јас сум секогаш на страната на новите деца. Не, се зезам едноставно. Да. Брзо, некако кој што ти кажа, не е тоа одамна времето што го не достига збориме. и тоа љубопитство. Немаа доволно љубопитство. Као мислиш кон книжевноста или кон животот? Генерално кон себе и кон книжевноста. Да, јас слушам мислам дека љубопитноста е клучен двигател на истражување на себе, што е клучно На за да се, може на добро се. да пишуваш, мислам и светот секако. А веќе кога сме кај љубопитност, ме интересира кои теми ти се вртат во глава, можеби за некој следен проект поврзан со, сам верувам дека следниот повторно ќе биде роман. Да. Краток роман. Мислам, Добро, тоа со... краткички се твоите. Да. Ова е многу интересно што тоа со должината само во Македонија се расправа дали е нешто роман, дали е новела. Например, новела во 21 век е смешно кажете дека постои како жанр, затоа што новела е нешто што во времето кога Толстој пишувал по 5 тома, па ќе напишал 200 страни, тоа се рачунало за новела. Во 21 век, поготово во брзо време што го зборевме до пред малце, многу е логично и формата да биде наметната со времето. Не е кај јас го тоа планирам, туку едноставно јас кога пишувам, секогаш пишувам онолку колку што имам што да кажам. Многу пати ми се има случајно, особено со македонски романи, кои ќе ги читам, да видиш дека тоа можело да биде феноменален роман, но дека ти штрчат некои 100 страни вишок таму. Добро, сега ова е прашање на уредништво. Прашање Само на уредништво, на но и писателиве се премногу суетни, па кој би дозволил да му изфрлат 100 страни? Никој. Така да, таа скрибоманија, мислам дека доаѓа токму од тоа дека роман по 200 страни не е роман. Тоа не е точно. Еве, нанирно, што се тоа? Романи. Според мене се тоа романи. На Едуард Луи што се тоа? Исто така романи. И верувам дека никој у Франција не дискутира дали се тоа роман или новели. Потруда, малце излишно прашање. Да. Што ме праша што е следно што пишувам? Да, не ме интересира дали уште би гравитирал околу истите теми или можеби ти се исцрпени и сакаш да истражиш. Па не знам, имам неколку, имам ми се мотаат некои 2 приказни што би ги пишувал, сега не знам на која ќе ја дадам приоритет. Но повторно ќе бидат неверојатно слични теми околу Добро, тоа се кои до вечно. сега, да. Мене искрено
мислам, не знам дали те интересира, али мене умилен твој роман ми е Страв од варвари. Може од една страна зашто е најпоетичен, ама не е вајда само заради тоа. Многу ми се свија начинот на кој што се раскажува приказната и развива и одвива. И сите тие тоа е негово ехо помеѓу сите ликови внатре. Размислував баш утрово дека во голема мера тој роман се бави со прашањето на варварството наспроти цивилизацијата како нешто што реално и не постои во реалноста, туку е, секогаш е наметната идејата кои се варвари, а што е цивилизација. Мислам дека некако многу резонира со ова време каде што малце под знак прашалник Европската империја и слично, па ме интересира дали не знам дали во ова време кое што го живееме во моментов си имаш навраќано на тој роман тематски, дали се ова некои теми што ще би те интересирале да ги истражуваш. Пошто мислам дека само во тој роман толку длабински имаш навлезано во тие прашања. Да. Темата за варварството е вечна тема. Прв пат се споменува кај Хомер во Одисеја, каде што ги сретнува оние другите кои зборуваат, нели, варвариното е секојаш оној кој зборува на непознат јазик. Оние кои брборат, од таму и доаѓа, уствари, од брборење доаѓа изборот варвари. Така да, од Хомер до ден денеска таа тема може постојано да се обработува. Во моментов може тоа да биде тема Европа и Палестина. И многу ми е жал што никој кај нас не посветува апсолутно ништо, освен мислам дека Андреа Ласади има една песна посветена на Палестина, дека апсолутно никој ништо. И тоа е еден од главните проблеми во меѓу македонските писатели. Немаат буквално интерес за ништо, никогаш не заземаат став за ништо, никогаш не можеш да ги видиш на некој протест, никогаш јавно не искажале став со исклучоци, со многу мали исклучоци, никогаш не искажале некој јавен став за некој општествен проблем, за некоја војна што се случува конкретно во Палестина и целата неправда што се случува околу Палестина. Добро, јас морам да те поправам за тоа што многу млади поети организира протест и читање поврзан со Палестина на УКИМ. Тоа супер, ова не сум го знаел. Така да драго ми е што има нешто, но зборам генерално за писателиве, особено по стариве генерации, сите се водат според она, наведната глава саблја не сече, за ништо не се бунат, сите си онака да си почутиме, да си искористиме ако може некој хонорарче од некаде, така да ми пречи тоа молчењето. Или обично кога им кажеш дека немаат став за ништо, секојаш реагираат бурно и секојаш прво што спомнуваат е дека темек не ги засегаат проблемите на жените или проблемите на квир луѓето. Не се само тоа проблем, има многу проблеми во општество. Добро, мислам дека многу често некако се пропушта моментот дека живееме во колективитет, така што прашањата на другите луѓе не засегаат еднакво колку што тоа што не засега нас лично, односно дека не постои нешто што лично те засега, зашто не живееш на остров. Да. Така да се вратиме на темата за варварството, мислам дека е тоа тема која секојаш ќе биде интересна. И важно. Секојаш може да се од милион различни начини обработува. Да, апсолутно се служувам, али да, драго ми беше така се бајле што пак е пролистав, затоа што мислам дека ива како, не знам, не апел, него како порака до тие што не гледаат и слушаат, дека мислам дека е многу релевантна денес за тие што ја немаат прочитано. Ето. Да, тоа е вечната тема. Добро, јас мислам дека фино го исцрпив овој разговор. Ме интересира дали имаш ти нешто да додадеш како оквирче за крај на овој разговор. Па не, баш уживав во разговорот, драго ми е и ништо е ова нека биде како некоја моја поддршка кон Медуза да продолжите со тоа што го правите, затоа што навистина е многу важно. Фала ти, Петар, колку убав крај. Се гледаме во друга прилика. Се гледаме. Чао!